Благодарам, подпредседателе. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денес, кога го разгледуваме финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, гледаме како крупните стратешки грешки во енергетиката ни се одираат од глава. Од овде присутниот Бислимовски слушнавме се, но не слушнавме како ќе се развиваме во здрава држава, кога здрава држава подразбира стабилна економија и енергетика на здрави нозе. Се она што Македонија не е и со оваа власт никогаш не може ни да биде. Ќе почнам со ред. Владата на 16 ноември 2021 година одржала седница и го разгледала предлог финансискиот план на Регулаторната комисија за 2022 и по истиот, замислете, нема никакви забелешки. Тоа што има највисок износ на расходи од формирањето на Регулаторната комисија досега и кои во 2022 година изнесуваат 1.497.000 евра или 5.580 евра дневно, секако за нашата влада не е за забелешка, па дури регулаторот кој што ќе троши додека сите штедиме, заслужил позитивно мислење. Тоа што Регулаторна комисија ќе троши 83 евра дневно за кафе, 1760 евра месечно за да ја одржува новата зграда изградена пред само 5 години, за која слушнавме дека протекувала, да, почитуван Бислимовски, протекува, ако не ја одржувате и вашата куќа ќе почне да протекува, ако не ставате навреме улје во автомобилот и автомобилот ќе застане, нормално. Тоа што ќе плаќа за 33% поскапа струја, 40% повеќе за бензин и нафта. Ќе и дека една од поважните законски надлежности на Регулаторната комисија е заштита на потрошувачите и остварување на придобивки за потрошувачите, а согласно член 23 став 1.7 од Законот за енергетика, треба да овозможите нивна заштита и унапредување на ефективната конкуренција со цел потрошувачите да имаат корист од ефикасното и конкурентно функционирање на пазарите на енергија во Република Македонија. Согласно член 16 став 2 од истиот закон, дури сте обврзани да ги применувате најдобрите искуства и практики. Имате сектор за мониторинг кој треба да сигнализира, ама како да предвиди и како да сигнализира кога е преполн со несоодветни кадри. Бидете сигурни дека најдобрите искуства и практики не говорат дека треба по секоја цена да се партизира комисијата, она што единствено го сторивте на тема енергетика. Кога сме кај најдобрите искуства и практики, не мора да одите подалеку. Имате солиден пример за тоа како во април 2011 година владата предводена од ВМРО-ДПМН донесе уредба за да може зголемената цена на нафтата и нафтените деривати да се намали. Така ги спасивме малите потрошувачи и стопанството и така требаше и вие да постапите ако ви е грижа. Ако не се краде, господине Бислимовски, ќе се најдат пари, ама во држава во која има пари за тендери, не може да има за народот. И наместо барем еднаш, барем среде најголемите кризи да видевме пример за домакинско работење и намалување на непотребните трошоци, ние овде разгледуваме финансиски план во кој Регулаторна комисија си се раководи по старата српска има се, може се. И тука, ако ги додадам платите на членовите на комисијата, кои не смееле да имаат 4 пати поголема плата од просечната, и ова го сметате како божем некое ограничување на платите, значи 4 пати поголема плата од просечната, за глава да се фати човек. Нели ќе ги намалувавте трошоците? Или тоа важи само додека траат изборните кампањи? Докаде е гасоводот? Нели ќе станевме гасифицирана држава? Што добивме од сите ваши ветувања? Колапсот на ЕЛЕМ и МЕПСО го почувствувавме сите ние, односно сите домакинства, како и целото стопанство. Сите пропаѓаме, а виновникот е еден, причината е една – владата и лошото менаџирање. Експертите ве предупредуваат дека трошиме многу повеќе отколку што произведуваме и многу повеќе од што увезуваме. Дали некој ќе објасни зошто, како и кој ги доведе до колапс домашните компании ЕЛЕМ и МЕПСО, кои со насадените партиски послушници од стабилни компании станаа големи загубари натрупани со долгови. Всушност, објаснил некој или не,
Јасен е фактот дека регулаторна комисија стана биро за вработување, а ништо суштинско и ништо видливо не стори за да може да си го приушти овој луксус за трошење. Зошто Елем има најмало производство од своето постоење наваму? Е уште едно од милионите прашања на кои граѓаните заслужуваат одговор, а не позитивно мислење без забелешки. Се прашувам дали чувствувате бар трошка одговорност и дали ќе им се извините на граѓаните за ситуацијата што не снајде. Судир на интереси крунисан со награди. Свесно укинавте мандати на членови, иако по дефиниција ова е независно тело во кое членовите не смеат да имаат партиска функција, но ние, освен председателот Бислимовски, кој е истакнат член и активист на Социјалдемократскиот сојуз, видовме и консултант кој учествувал во изработка на Законот за енергетика, а потоа стана член на комисијата. Видовме кабинетски службеник во кабинетот на Ангјушев и член на работната група за изготвување на Законот за енергетика, кој исто така стана член на регулаторна комисија. Видовме незаконски предлог за вработување на личност која нема доволно години за да има работен стаж од 10 години. Не знам дали сте свесни дека со едно вакво вработување бркате 10 млади квалитетни луѓе од земјава. Видовме трошења без мерка, видовме енергетски колап и мрак, видовме се освен напредок и резултати. За ваквите ли вработување ќе трошиме 5400 евра месечно. Не знам дали ги вработувате за да ги обучувате или ги обучувате за да ги вработувате. Краен заклучок е дека регулаторната комисија прерасна во бомбона бизнис во кој влезот е доволен според видените и познати интерни владени протоколи. Ете, толку е стручна и независна регулаторната комисија, од која очекуваме да не извади од кризата во која не втурна, затоа што доследно почитување на закон за оваа власт е невозможна мисија. Дополнително, Владината комисија за енергетика се состанувала еднаш неделно, а ние како пратеници не добиваме никаква информација што точно се случува. Каква е таа транспарентност и отчетност кога ние не добиваме информации, а камоли граѓаните? Важно тендерите си врват, Елем работи со загуба, производната цена е поголема од продажната, цената на нафтата и нафтените деривати оди нагоре и така натаму, и така натаму. Знаете ли зошто ни се случува ова? Затоа што имаме власт која има повеќе советници отколку инвестиции. И затоа што имаме власт која апсолутно ништо не отвори, ама затоа пак со затварање на компании пустош направи. Ви благодарам.